К15. Почитувани гледачи, добро вечер. Се овоме од салата на Работнички во Скопје, каде што во секој момент треба да започне големото финале, големиот спектакл во кое за првенството државно на Македонија во џулбара табла ќе се сретнат предизвикувачот од Радовиш Тошо Малерот и двократниот македонски државен првак Миле Паника. Еве и самите можете да забележите, само уште неколку места има празни во салава, што е доказ за огромниот интерес што владее во државата и надвор од неа, а за тоа дека навистина има голем интерес сведочат и присуството на неколку црци тука во салава. Меѓутоа, колку што можам да забележам од тука, надпреварувачите веќе се појавија во салата и ајде сега заедно да го проследиме овој мощ интересен надпревар. За полесно да го следите овој надпревар, да ви објаснам дека на левата страна од вашите екрани е Тошо Малерот, предизвикувачот од Радовиш, а на десната Миле Паника. Само уште еден податок кој веројатно ќе ви интересира. Победникот од овој надпревар добива 269 германски марки во денарска противвредност, додека тој што ќе загуби, нормално ќе треба да плати исто толку. Еве сега ги завземаа позициите. Фрлаат за рука. Мислам дека Тошо Малерот прв ќе сепак Миле Паника. Се готви да бие. Епиек. Пенџоек. Дусе. Многу во почеток, почитувани гледачи. Тошо Малерот враќа со Екбеш. Шешбеш. Зарчињата отидоа во аут. Додека се зарчињата во аут, неколку податоци за подготовките на овој надпревар. Миле Паника беше на подготовки во Молика, висински подготовки, 15 дена на Пелистер, додека Тошо Малерот последните 15 дена пред надпреварот ги искористи за подготовки во прочениот камп на уште попознатиот светски табладжија Хасан II од Истанбул, Турција. Еве зарчињата веќе се во рацете на Миле, се подготвува да ги уфрли во терен. Дубара, многу добар потек, Миле познат по правењето капи, меѓутоа остава голо. Тоа е шанса за Тошо Малерот да го опаше на голо. Да, Бирики го опашува на голо. Одлично го опашува на голо. Многу интересен надпревар, слушате и од реакциите на публиката, нели, почитувани гледачи. Каков потек! Шешоек му е затвори најдобрата капија. Што ќе се случи сега? Никој не очекуваше ваква разврска. Никој. Шешоек му затвори уште една капија. Да, но има голо. На Миле му треба сега Бирики. Ако добие, ако фрли Бирики, се готви да бие. Шешоек. Ако добро можам да забележам од тука, почетокот на оваа партија многу подсетува на онаа чувена партија од 1903 година, кога за балкански првак се сретна Гоце Делчев и турскиот интернационален мајстор Сулеман III. Но, да продолжиме да се вратиме на надпреварот. Пенџоек, Екбеш, Дорџар. Дубара, прекрасна капија, уште едно опашување на голо, вакво опашување на голо не сте виделе од прошлиот петок, почитувани гледачи, во Амазон таа плавата и тој... Да се вратиме на надпреварот. Сега на Миле му треба Бир Ики, се готви да бие, ги фрла зарчињата, да, Бир Ики, уште едно опашување на голо, затворени сите капи, исто е, Марс! Го имаме новиот државен првак во табла џулбара на Македонија, тоа е двократниот, а нормално сега веќе трикратен првак, тоа е Миле Паника од Скопје. Како што реков, паричниот фонд од 269 марки ќе му припадне нему, а воедно и златните зарчиња му доаѓаат во трајно влаштиштво и не мора на никој да ги даде. Јас ви благодарам за вниманието. Еве, тие се поздравуваат. Малку и шега на крајот.
Миле Паника малку предизвикувачки гегови, меѓутоа и тоа е составен дел на овој спорт. Му честитаме на победникот, жал ни е за тоа што малерот тој е голем талент, а вас, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Бидете со нас и со програмите К15!